Драги приятели, вечера повторно реших да ви се обратам преко видеопорака или моја видеобраќање, бидејќи имаше интересни работи вечерва. Случајно налетав на интервјуто на господин Сергеј Лавров, кој е министар за надворешни работи на Руската Федерација. Овој натера да ви се обратам, кој видев многу текстови, мислам поточни информации кои новина не тичар, па решив да ги анализирам. Прво да почнеме од интервјуто на господинот Лавров, кој објаснува за сите афери во која е засегната Русија, поточно од Скрипај, Чешка, Романија, протирување и така натаму. И нормално така и Александар Навални. Интересна работа изнесува за аферата Скрипај, за наводното труење на рускиот олигарх и неговата ќерка чудно остана живи. Се чуди како тоа толку посен отров новичок, а тие сите што биле во контакт со нив ништо не ги фали. Тоа го кажува и за Александар Навални. Значи, нити Велика Британија, нити Германија да дадоа конкретни докази, а тоа не им пречеше на Велика Британија да воведат санкција и ние со сакаво нивна солидарност да воведовме, направивме голема штета на нашето земјоделие. Тоа го сотија особено во ресен со откупот на јаболкото. Тогаш веднаш Русија интервенираше, место откуп на јаболко купи садници, околу над 10.000 садници од ресенското јаболко. Па да видите која штета се нанесува и кои непромислени потези се прават. Треба да се разбереме на работа. Македонија е толку мала и треба да внимава и во однос и со САД и со Русија какви потези влече. Mi сме немоки било кого маша да му служиме на другиот да воведеме санкции. Што можеме да воведеме санкции? Можеме само да удриме нож во грб, ништо повеќе од тоа. Тука, кога спомнав господин Сергеј Лавров, министар за надворешни работи на Руската Федерација, он изнесува и за наводното удиво сега што се случува во Чешка со протирување на руски дипломати и така натаму. Наводно руски агенти биле умешано во експлозијата на магазинот со оружје во Чешка, но што најтрагикомично од сета таа афера, значи тој не е чешки магазин за оружје, но тоа било во собственост на бугарски државјанин, значи на бугарски трговец со оружје, каде се наоѓале мини нагазни, што са биле забранети за војување од Светската организација или поточно од Обединетите нации, а биле се наменети за Сирија и Украина. И мислам дека толку трагикомични работи се кажува и за Навални, за дека нити пак Германија даде докази дека Навални стварно отровен со новичок и како другите немале, а у контакт толку било опасен отров, а века Руси не го поседува, не го поседуваат во некои помали количество. Исто така зборува за правење на список на земји кои ќе бидат опфатени со као непријателски земји, но вика може да се ревидира тоа, зависи од нивниот однос. Тука треба да се внимава многу што се прави, што се зазема и не е паметно, бидејќи долгорочно ќе влијае не само на земјата, и на оние што ги донесуваат. Русија никому не се должна да се разбереме, добро го познава профилот на председател на Руската Федерација Владимир Путин, кој е роден во знакот на Терезија со подна Шкорпија. Тој е човек што не простува, а секој му враќа мило за драго, но не се задоволува со ударање на штаканица. Например, секој од нас, ако има, например, сушена гранка на дрвото, ќе земе ќе исече гранката да дрвото не се суши. Но тој така не прави, тој го вади целото дрво од корен на негово место да садува друго. Тој го почувствува и Чеченија, каде беше целосно прегазена, тој го почувствува и туристи во Боршевик театар, значи он нема милост кон никого.
Така да ја не би се играл со Русија, не за друго, прво Русија е во моментот може би не е најголема економска сила, тоа е Кина може, веќе е надмина САД, но Русија поседува 2/3 од природните ресурси на светот. Русија е најголема војна сила. Ово го признава и адмиралот, американски текстот би го донесува, кој јавно кажува дека во овој момент САД, ако се обиде, не може да добие Третата светска војна поради нивните стратешки интерконтинентални балистички ракети кои се застарели, Аустро, мислам дека 3 се викат, кои се уште од студената војна, а за нивно повторно правење добри ракети ќе треба најмалку до 2036 година за да дадат за употреба. А во моментот, кој што ни е познато, Русија веќе ги има најсовремените хиперсонични ракети. Тука е најстрашниот авангард, би кажав, но уште една пострашна работа Русија имаат со торпедото Циркон. Зошто? Ово торпедо, значи, не уништува градови поединечно, он може да уништи цел континент. Значи, сад да ја снема, потоа да биде потопена. Значи, он може да предизвика цунами во висина на 100 метара, значи броновите, а тоа е многу опасна работа, и затоа ја им препорачувам на владата посебено, не само на сите балкански влади да добро проследат и проучат излагањето на министерот за надворешни работи Сергеј Лавров на Русија за нивниот спутник. Факт е дека е долг 2 часа, ја го гледам 3 пати, за да го добро анализирам. Тој толку смирено кажува за се, но позади таа спиреност се крие гнев кој е подготвен да го истори на оние што следниот првиот што ќе ја помни црвената линија. Не случајно Бајден бара средба со Путин, а меѓувреме исто го навредува само за една причина, за да се одржи некои сојузници на Западот. Германија јавно му врте грб, зборува дека нема да го поддржи околу Северен ток 2, дека не е во нивни интереси и нема да воведува санкции на Русија, бидејќи не е во нивен економски интерес. Но што се случува, да кажеме, на истокот, поточно со Турција? Турција, освен што почна масовни процеси за истерување на американските војници, затварање на нивните бази, особено на Инџели, каде имаше нуклеарки, кои мислам дека се веќе повлечени. Турција деновија склучи договор со Русија, малку зачудувачки за некој, но за мене не. Склучи договор за производство токму на руската вакцина Вектор В, значи во доза од 50 милиони Турција да произведува за своите граѓани за да ги вакцинира. Тука и со Турција, поради Бајденовата изјава дека, поточно изјавата на председателот на САД Жозеф и Џо Бајден, дека ја осудува Турција за геноцид на ермените во 1915 во Првата светска војна. Од тие причини Турција најавува дека ќе го призне Крим, Јужна Осетија, чак и северни дел на Кипар, а тоа се знае да што може да дојде. Да може да дојде до конфликт, што многу пати најавува со